Фудбалскиот погон на Китго нормално продолжува со подготовките и со контролните надпревари во Анталија. Од денес тимот на Китго е побогат за некогашниот младенски репрезентативец Бојан Ѓорѓиевски. Веќе 9 дена фудбалската експедиција на Китго се подготвува во спортско-туристичкиот турски центар Анталија, во кој ги имаат најоптималните и идеални услови за тоа. Паралелно со подготовките течат и одигрувањето на контролните средби, кои засега се 2 на број, а се очекуваат најмалку уште 2. Најново од тимот на Китго ни доаѓа информацијата од генералниот секретар Јованче Пилешков, кој за потребите на клубот остана во Штип и ни соопшти дека тимот на Китго има нов играч, и тоа некогашниот младенски репрезентативец Бојан Ѓорѓиевски, кој во Штип ги среди формалностите, веќе замина за Анталија и се приклучи на подготовките со новите соиграчи. Бојан Ѓорѓиевски потеклува од школата на Вардар, има настапувано за Металург, Победа, Работнички, Хоризонт, а има и богата интернационална кариера, настапувајќи за белорускиот Бате Борисов, летонскиот Сконто Рига, бугарскиот Нефтохимик, српскиот Мачва и албанскиот Тим Теута. Во Китго доаѓа од тимот на Проволигош Шкупи од Скопје. Паралелно со подготовките, раководството на Китго, на чело со шефот на стручен штаб Емил Грнев, договара одигрување на пријателски средби. Веќе се одиграни 2 контролки, во кои се доживеани 2 порази. Најпрво од екипата на Темишвар со резултат 1:2, а потоа и со вториот романски тим Универзитет Теа пораз со резултат 2:3. Информациите велат дека било прикажана одлична игра, зачината и со голови, но поразите доаѓале во финишот на средбите, кога попуштала концентрацијата на фудбалерите. Денес тимот на Китго има нов контролен тест, овој пат против екипата ХИК, која доаѓа од Данска. До крајот на подготовките во план се одигрување на уште 2 пријателски средби, а за противниците дополнително ќе се договара. Инаку, фудбалската експедиција на Китго во Анталија ќе престојува до 15 февруари, пошто заедно со играчите на Бергалница, кои исто така се подготвуваат во Анталија, со автобус ќе се вратат во Штип.